Во рамки на проектот на визуелната уметница Ивана Самандова, кој што е насловен Јазикот коски нема, но коски крши. На фасадата од Домот за култура Марко Цепенков во Приле беше нацртан мурал со еден цитат токму од Марко Цепенков. Правината се танчи, ама не се кинит. Фокусот на муралот е пренасочен на величината на Марко Цепенков, како една од најистакнатите фигури во македонската историја и култура. Овој проект уствари е поддржан од страна на Министерството за култура од нивниот годишен конкурс цртање на македонски јазик. И во склоп на тој конкурс уствари се негува тука македонскиот јазик и општо нашите автори, преку кои што уметници како мене и други останати преку визуелната уметност уствари повеќе нагласуваат нашиот македонски јазик, како може да се негува во контекстот на општо на уметноста и како да се развие поголема свест за тоа уствари и кое богатство е само по себе нашиот јазик. Во овој контекст ние поради тоа што работиме исто така соработка со Домот на култура Марко Цепенков, заради тоа и го избравме Марко Цепенков, пошто он е еден по-долго истражување пред да почнеме на овој проект. Марко Цепенков има цитати негови кои што се безвременски до ден денес и многу јасно и чисто и директно корелираат дури со нашето општество до ден денес. Во секакви можни социолошки контексти така натаму и поради тоа ни беше многу интересен да го избереме него да го работиме, особено негов цитат. Нашиот цитат кој што го избравме уствари покрај многу опции кои што ги разгледувавме сето тоа ни беше правината се танчи, ама не се кинит, поради тоа што ми се свиѓаше идејата на тоа дека самиот проект некако сакав да биде активистички насклонет и баш правдината како тука е земена како концепт каде што како таа е толку флексибилна и да изистенчи во некаков да кажеме така метафорички, таа никогаш комплетно не е уништена, туку таа секогаш се прилагодува за да може да успее да донесе правда на различни ентитети во нашето општество. Освен Ивана Самандова, во цртањето на муралот учествува и двајца прилепски уметници, Александар Джинго и Методи Исков. Проектот е и во соработка со организацијата Факултет за работи што не се учат, а целта е прикажување на заедништвото во нашето општество и како тоа треба да се негува и да си помагаме еден на друг. Исто така во соработка сме со Факултетот за работи што не се учат. Со нив уствари работиме веќе од март на повеќе мурали кои што се во контекст на ова. На наши македонски автори зимаме од нив некаков тип на активистички цитат кој што во склоп на солидарност и заедништвото во едно општество. Пошто сакаме баш тој момент да го нагласиме, бидејќи така баш и уметнички ние кога истражуваме што му треба на народот од страна на визуелната уметност и како му треба, баш сфативме дека уствари ни фали некакво заедништво помеѓу нас и разбирање, толеранција на нашите различности и така оваа серија на мурали, вклучувајќи го овој, некако така ги пренасочивме баш во тој контекст, да се потсетиме на нашата солидарност и помагаме едни меѓу други. И така да за овој мурал заедно со Методи Исков и со Александар Джингов успеавме да го реализираме. Уште имаме за работа малце, али супер соработка и баш ми беше мило што можев локални уметници да испромовираме на овој начин и да вклучам, кој што искрено прекрасна соработка се оствари преку реализација на овој мурал. Освен во Приле, преку овој проект е предвидено вакви мурали да има уште 3, од кои што 2 ќе бидат во Скопје и 1 во Кичево.